Денеска свикавме пресконференција со цел да алармираме за состојбата на судскиот систем, која продолжува да биде во служба на политичките партии на власта. Во оваа прилика сакаме да подсетиме дека токму актуелната власт ја доби довербата на граѓаните тврдејќи дека судството е крајно политизирано. После добивањето на условената препорака за почеток на преговори со Европската Унија, еден од главните столбови е реформираниот судски систем, без што нашето зачленување во Европската Унија би било само еден голем сон. Во оваа насока сакаме да наведеме неколку случаи кои се еклатантни примери на судската неефикасност, контролирана од партиите на власт. Случајот така наречен Алфа, каде невини лица издржуваат затворска казна, иако во јавност се појавуваат доказ дека истите не се сторители на тоа кривично дело, или пак случајот на Алмир, каде противправно се реши преквалификација на кривичното дело. Исто така и во случајот на бруталниот напад над пратениците во собранието на Република Македонија на 27 април минатата година, обвинението од обид за убиство на еден пратеник албанец е сменето во учество во толпа. На сите овие судски скандали му се додава и правниот преседан што се случува со движењето Беса, каде од еден чист правен предмет, со самото приклучување на едната страна кон власта, судот суштински го менува пристапот кон овој процес, ставајќи не во судските лавиринти, намерно одолговеќувајќи го решавањето со единствена цел да нас како опозицијска политичка партија ни се наштети. Со ова се има за цел да ни се оневозможи артикулирање на опозициониот глас во политичката сцена, сакајќи да нашата енергија да ја насочиме целосно кон правната битка. Нешто што не е видено во последните 28 години од независноста на Република Македонија. Дали е ова државата во која сакаме да живееме? Дали е ова правната држава за која секојдневно протестира илјадници граѓани токму против неправдите кои ги инсталираше тогашната власт, што и понатаму за жал перфидно ги прави актуелната власт? Апелираме до власта да се откаже од политичките влијанија и да се ангажира во вистинското реформирање на судскиот систем и владење на правото, кои се основни столбови кои ќе интегрират нашата држава кон Европската Унија. Се додека имаме власт која си ја зима правдата во своите раце, со цел потистување на албанската опозиција, интегрирањето во Европската Унија е само една илузија. Напоменуваме дека промената на името на државата е само еден политички услов, додека реформите и само реформите во судскиот систем се клучот кој ќе однесат нашата држава кон вредностите на големото европско семејство.